Преподобниот игумен Јоаким Крчовски го вбројува во редот на светии. Нашиот молитвеник пред Бога, преподобен отец Јоаким Крчовски, е пример на Божи слуга кој во себе ги умножил талентите, бил верен во малку и Господ го поставил над многу. И ние сме му должни споменот да му го направиме вечен, затоа што тој бил и еден од нашите застапници пред Бога, кој на секој начин се трудел да биде и е орудие во Божите раце. Македонската православна црква го канонизираше игуменот Јоаким Крчовски за светител. 23 мај е денот кога ќе се слави ликот и делото на светецот Крчовски. Не секој кој за време на својот живот се обожил, црквата го објавува за свет, туку оние кои што промислата Божја ги посочува како потребни, зашто впрочем и самиот овој чин канонизација не значи дека ние произведуваме светител, туку дека истакнуваме, му даваме на народот образец на вистински Божји угодник, пример за нас во достојното живење на Христовото Евангелие. По иницијатива на Кумановско-Соговската епархија, светиот архиереискиот синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на 10 мај го разгледала предлогот и владиците одлучиле преподобниот игумен Јоаким Крчовски да се вброи во редот на светите. Пишувал на народен македонски јазик и неговите книги представуваат почеток на новата македонска литература. До крајот на својот живот, преподобниот Јоаким не го променил начинот на делување и останал во подвигот на учетувствувањето и неуморната пастирска грижа на нивата Господова. Мирно се упокоил во Господа во 1820 година. Јоаким Крчовски живеел, проповедал, учителствувал, провествувал, богослужел и бил подвижник на преминот помеѓу 18 и 19 век, а споменот и славата на неговиот свет живот општо народно се почитува и денес. Меѓу другото, тој е автор на првата книга отпечатена на народен македонски јазик во 1814 година. Книгите на Јоаким Крчовски според црковното учење се пишувани на разбирлив јазик за секој христијанин и затоа имале верна улога во верското и во моралното просветување.